Цените на еден ТВ за рекламниот политички блок во пресред на кампањата се објавени на официјалната страница на Државната изборна комисија. Ваквиот потек на ДИК следи по пресудата на граѓанскиот суд, во која меѓу другото на комисијата и наложува ценовникот да го достави и до политичките партии. Еден ТВ побара времена мерка откако ДИК по задоценетото доставување на ценовникот не е дозволи на телевизијата да емитува платена политичка програма. Судот утврдил дека еден ТВ го поднела ценовникот за услуги 9 дена по распишувањето на изборите, но и тоа дека ДИК прво го објавила па го отстранила ценовникот од страницата, се наведува во судското образложение. Судот цени дека во конкретниот случај станува збор за договорен однос во кој на телевизијата, поради ускратеното право на учество кое е временски ограничено, од страна на Државната изборна комисија и е причината штета, како поради недавање на правото на платено политичко рекламирање, така и поради настанатата штета во делот на изборниот процес сметано од 1 април годинава до денот на правосилноста на решението за привремена мерка. Според решението, еден ТВ има 1 месец за да тужи за утврдување на правото на платено политичко рекламирање и правото на надомест. Телевизијата има право и на одштета на досегашното неемитување платена политичка програма од почетокот на изборната кампања од 1 април годинава. Неоспорно е дека предлагачот повеќе пати се обратил до Државната изборна комисија да донесе одлука во форма на решение или заклучок, зашто има добиен одговор од ДИК дека на интернет страницата на комисијата се објавени ценовниците на сите радиодифузери, печатени медиуми и интернет портали, кои ги утврдиле и доставиле ценовниците во законски утврдениот рок. Државната изборна комисија има право на жалба.